Кога државата под стресна состојба, кога сме во таква ситуација, секогаш има одредени структури и луѓе кои што ќе сакаат да го злоупотребат тоа. Дали во случајот со оваа трагедија што се случи во Кочани, имаше обиди на одредени политички партии, одредени групации, поединци на луѓе кои што сака политички да профитираат од целата таа приказна. Значи, лоши објави, лажни вести, се сеќавате први ден 100-200 загинати. Да, секогаш странски служби, коли, што не спомнува, што не кажува во Кочани. Кога државата под стресна состојба, кога сме во таква ситуација, секогаш има одредени структури и луѓе кои што ќе сакаат да го злоупотребат тоа. Од друга страна, со тоа се справува преку навремена брза реакција со многу информации, со цел да се прекине таа спирала која што ќе се обиде да се создаде на креирање на состојба на стрес и тензија. Во овој случај тоа успеа да го направат, значи институциите, и затоа све она што следуваше подоцна, тие обиди за злоупотреба едноставно пропадна. Кога државата под стресна состојба, кога сме во таква ситуација, секогаш има одредени структури и луѓе кои што ќе сакаат да го злоупотребат тоа. Дали во случајот со оваа трагедија што се случи во Кочани, имаше обиди на одредени политички партии, одредени групации, поединци на луѓе кои што сака политички да профитираат од целата таа приказна. Значи, лоши објави, лажни вести, се сеќавате први ден 100-200 загинати. Да, секогаш странски служби, коли, што не спомнува, што не кажува во Кочани. Кога државата под стресна состојба, кога сме во таква ситуација, секогаш има одредени структури и луѓе кои што ќе сакаат да го злоупотребат тоа. Од друга страна, со тоа се справува преку навремена брза реакција со многу информации, со цел да се прекине таа спирала која што ќе се обиде да се создаде на креирање на состојба на стрес и тензија. Во овој случај тоа успеа да го направат, значи институциите, и затоа све она што следуваше подоцна, тие обиди за злоупотреба едноставно пропадна.